Вакцините се неопходни за целосно да се спречат заразните заболувања. Најголемо намалување на стапката на болестите кои може да се превенираат со вакцина се случило после воведувањето на соодветна вакцина. Доколку опфатот со имунизација не се одржува на потребното ниво, заболувањата кои се спречуваат со вакцините може набрзо пак да се појават. За да се искорени една болест, опфатот на вакцинација треба да биде поголем од 95%. Во Македонија во изминатите години се забележува намалување на опфатот на еден дел од вакцинацијата, а тоа може да предизвика опасност по здравјето на децата доколку сега не се преземе ништо. Најголемо намалување на опфатот бележи вакцината МРП, морбили паротити рубеола. Во 2017 година, опфатот на оваа вакцина изнесувал 82,6%, со што ја става Македонија во ризичната група каде што може заболувањето повторно да се појави, како што беше случајот со епидемијата во Србија, кога од морбили починале 20 деца. Стравувањата за оваа вакцина се појавија пред 15 години со антивакцинална кампања, кога во стручната јавност излегоа трудови според кои вакцините предизвикувале аутизам. Пошто следувале детални епидемиолошки анализи, истите укажале дека трудовите немале никаква врска со научната вистина. Со овој факт на Министерството за здравство се сложува и докторката на која екипата на Прва Скопска случајно најде при анкетирањето на граѓаните дали се за или против вакцините. Таа вели дека вакцината е една од најголемите придобивки во медицината, а информациите кои кружат по социјалните мрежи го рушат она што досега е постигнато со вакцинацијата. Прашањето ваше во однос на вакцинацијата, прво лично јас сум доктор. Без разлика на сите можни работи што се во јавноста во моментов, сум за вакцинација. Тоа е прво едно од најголемите придобивки во медицината, и друго, се она што за жал кружи и е како тренд дека не треба да се вакцинира, практично само го руши она што сме го докажале дека е како најдобра придобивка, да речам. Нема никакви студии кои што велат дека аутизмот, она што ги плаши луѓето за да бидат против вакцинирањето, е предизвикан од вакцинацијата, односно најновите па сега студии се дека и оние деца кои што не се вакцинирани заболуваат од аутизам, односно не се намалува стапката на аутизам ако детето не е и децата не се вакцинирани, така да родители сите треба да си ги вакцинирате вашите деца за да си ги заштитите и да ги заштитите и другите дечиња околу. Според здравствените работници, социјалните мрежи се најголемите виновници за намалување на опфатот на вакцинација, затоа што се пренесуваат непроверени и неточни информации. Низ земјава поминуваат многу луѓе од земји со здравствен ризик, па лесно може да ни пренесат и заразни болести, што е најопасно за невакцинираните. Затоа единствена заштита е вакцинацијата. Здравствените работници ги советуваат родителите да не подлегнуваат на притисоците од социјалните мрежи, туку да бараат совет од медицинско лице, стручно и едуцирано што работи со вакцини и да подразмислат за бенефитот од вакцината. По вакцинирањето, единствено може да се јави малку покачена телесна температура и грчеви од зголемена температура. Во Македонија најголем опфат на вакцинација има во општините Дебари, Центар, Жупа и изнесува над 98%. И овој висок процент е присутен повеќе години поред, а се вакцинираат деца и на печалбарите кога ќе дојдат на одмор во Македонија. Министерството за здравство соопшти дека минатата година била вакцинирани над 130.000 деца, а над 100 родители кои не ја исполниле обврската биле парично казнети. Дел од нив ја платиле казната, а дел биле препратени на суд. Казната за невакцинирање изнесува од 300 до 650 евра. Во светски рамки 116 милиони деца ги примаат основните вакцини, а 19 милиони ги имаат пропуштено. Сепак, кај нас голем дел од родителите ги вакцинираат своите деца, а и според анкетираните граѓани кои ги запрашавме дали се за или против вакцинација, нивните одговори беа потврдни, односно тие се за вакцинација и ги вакцинираат своите деца или внуци. Што мислите за вакцините? Дали го вакцинирате вашето внуче? Го вакцинирам. Да, што мислите, дали треба или не треба да се вакцинира? Не треба за треба, никако не се, колку се безбедни, тоа друга работа, знаат производители. За, да. И моите деца сум ги вакцинирала и внуците сите се вакцинирани. Верувам во стручноста на тие што одлучуваат да се вакцинираат децата. Така да нема проблем што се однесува до вакцините. Барем
за моето семејство. Плашиме од народот што кажува дека нашиве не биле прочистени многу и од реакциите нешто да не се случи. Не гарантираат лекарите дека на дете може или нема. Секое дете различно е. Ние уште кога бевме деца се вакциниравме, а сигурно дека сум за. Не знам, може има некаде, но не значи дека тоа е општо, индивидуално, се и последиците и реакциите. Од Министерството за здравство вела дека сите вакцини се со вистински европски сертификат за квалитет. И во Македонија се увезуваат истите вакцини кои се користат во Европската Унија. И процентот на очекувани реакции е ист како и во европските земји, но ниту една реакција не дала сериозни компликации. Вакцините во Македонија се увезуваат од Белгија, Франција и Бугарија, а вакцината МРП, за која родителите најмногу стравуваат, е од Глаксо, Белгија. Вакцината против морбили и заушки е откриена во 1960 година, а во Македонија е воведена во 1972 година. Пред да се воведе вакцината во Македонија во период од 1967 до 1971 година, просечен годишен број заболени од мали сипаници изнесувал 9255, а во 2017 година само 19. Според министерот за здравство Венко Филипче, за падот на опфатот на вакцинацијата ја посочува изгубената доверба во здравствениот систем во Македонија. За таа цел министерството планира да започне сериозни кампањи за да се врати довербата во здравствениот систем, со што ќе се влијае на подигнувањето на свеста за важноста на вакцинацијата. Кампањата ќе започне во детските градинки каде што здравствените работници ќе ги едуцираат родителите. Исто така се работи и на усогласување на регулативата заедно со Министерствата за труд и социјална политика и за образование, и за многу кратко време ќе се излезе со заеднички став. Министерот за здравство истакна дека не смее да се дозволи и натаму да паѓа опфатот на вакцинирање. Според сегашната регулатива, при упис во градинка и на училиште е потребна потврда за секое дете дека е вакцинирано. Согласно календарот, се вакцинира против 11 заразни заболувања, и тоа туберкулоза, жолтица тип Б, хемофилиус инфлуенца тип Б, дифтерија, тетанус, голема кашлица, заушки, рубеола, морбили, парализа, хуман папилома вирус, а се планира воведување и на пневмококна вакцина и ротавирус вакцина.